Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија се приклучува на идејата за одржување на седница на Собранието на Република Македонија, со цел прво да ги разгледаме можностите како дополнително да се помогне, второ да знаеме од прва рака сите активности, заклучоци и мерки кои што владините институции досега ги превземале во минатата недела за помош на граѓаните. Како пратеничка група ние сме добро информирани за состојбата на терен, заради тоа што секојдневно поголема група од пратеници од нашата пратеничка група се на терен, директно во куќите, помагаат на луѓето, како што е ситуација и денес. Знаеме состојбата, ја знаеме маката на луѓето, ја знаеме тегобата, ја знаеме целата загуба, но сме свесни дека жално е тоа што се загубија 22 животи, а другите работи можат и да се поправат, и да се исправат, и да се обештетат, и да се помогне од страна на државните институции. Во исто време, би сакале многу одговорно да апелираме седницата на Собранието да не биде злоупотребена во смисла на ситни политички препирки или подместувања или поени, заради тоа што на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија во овој момент апсолутно не им е потребна дневна политика, туку им е потребна помош за справување на последиците, за справување со последиците од оваа катастрофална непогода која што ја зафана дел од општина Газибаба. Затоа цениме дека одговорноста која што ја носиме сите како поединци е многу голема и не смееме политичкото неединство кое што е нормално во нормални состојби да го рефлектираме и во една ваква вонредна ситуација во која што се наоѓаат над 5000 семејства во општина Газибаба. Кој има прашања, повелете. Значи, јас, председателот на собрание, веќе ме повика на телефон, имаше консултација со мене околу терминот, но ме информираше дека е во тековна консултација и со сите координатори на пратеничките групи во собранието. Терминот ќе го утврди председателот, но во согласност со координаторите на пратеничките групи, затоа дозволете кабинетот да ве информира околу терминот за одржување на седницата. Дали постои ризик да се одложи брзкиот држински договор покрај актуелната криза? Не би можел во тој контекст да дадам одговор. Тековните работи кои што се поврзани со спроведување на договорот, гледам дека течат дури малце и пред време. Она што во овој момент мораме да го покажеме е брза реакција, она каква што има и уште повеќе. Се што е возможно да се направи за да им се помогне на овие над 5000 семејства, треба да го направиме. Битно е, според мене, тоа и граѓаните секојдневно ни го укажуваат, и оние кои што се во загрозените подрачја, но и оние надвор, дека политика, реклама не е потребно сега, потребно е практично единство и потребно е искрено многу од луѓето кои што и делат памет и даваат експертизи да се фатат за лопата. Заради тоа што илјадници луѓе доброволци од цела Македонија учествуваат во акциите во тие села и делот од населбата Газибаба, но е потребно луѓе на терен. Потребно е калта да се извади од куќите. Треба да се извадат целата покуќнина која што е оштетена. Треба да се чистат подрумите, треба да се помогне на тие луѓе. Затоа апелирам седницата да биде знак на разум, знак на рационалност, да ги видиме сите можности кои што ги има собранието да помогне и малку помалку зборување, малку повеќе лопата. Дали за вас се прифатливи заклучоците што ги предложи СДСМ или ДПМН ќе предложи? Видете, накратко јас ги погледнав. Дел од тие заклучоци се веќе реализирани од страна на владата на Република Македонија. Дел имаат политички контекст, надвор од оваа тема. Би апелирал, ви благодарам и на прашањето, би апелирал собранието да донесе заклучоци со консензус. Ние ќе ги разгледаме внимателно овие заклучоци, веќе остваривме контакти со владата да видиме што се, поради тоа што секоја вечер владата одржува седница, да видиме што секако заклучоци досега и владата поминала на седница. Например, има една точка за обештетување на лицата загрозени, тоа веќе е поминато на седница на влада.
Веројатно ќе треба еден процес на разговор тука во парламентот за да дојдеме, би посакувале ние како пратеничка група да дојдеме до заклучоци кои што би биле донесени со консензус од страна на сите пратеници во собранието. Се помалку од тоа навистина би било непријатно. Вие предлагате заклучоци? Ќе ги разгледаме со внимание овие заклучоци кои што се доставени од СДСМ, многу начелно ги прокоментирав сега, ќе предложиме и своја размисла, дали тоа ќе биде во формална процедура или ќе биде предлог доставен до колегите од другите пратенички групи, и од СДСМ, и од ДУИ, и од ДПА, и до независните пратеници. Кажав дека потребно е координаторите да седнат и да поразговараат за можноста да се донесат заклучоци со консензус. Повелете се. Велите да не се политизира и политичарите да не го искористат овој момент нели со поплавите. Нели смекате дека дел од политичките лидери токму го искористија моментот нели да се појават таму и да се бидат политички? Вака, јас мислам дека не само политичарите, се појавија веќе гледам последниве денови и пејачи отидоа на терен таму, и спортисти отидоа на терен. Јас го разбирам тоа како појава со која што се буди целокупната свест на граѓаните. После појавувањето на неколку јавни личности. И тука ги ставам и политичарите, но и сите други јавни личности на терен. Бројот на волонтерите кои што доаѓаат од другите градови, надвор од Скопје, е огром